Добро, денес конечно присуствуваме на еден од поубавите настани во промоција на проектите кои што локалната самоуправа ги испорача на градот Охрид и на граѓаните на Охрид. А и според задоволството на граѓаните кои што се движеле и се рекреирале и се релаксирале на оваа патека и според нивните коментари, можеби еден од по-добрите и по-корисни проекти на локалната самоуправа, а тоа е пешачката патека од Кошишта преку Лабино до Канео и со два краци, еден кон плажата Лабино, а другиот кон Воска и Далјан. Представуваат една целина која што представува нов квалитет во понудата на граѓаните на Охрид за рекреација, за спорт, за релаксација и за доживување на убави моменти во природата и во прекрасните пејсажи кои што ги нуди погледот од оваа патека. Патеката е долга севкупно околу 2,7 километри и се протега, повторно ќе кажам, од Кошишта по северната страна на Охридското кале, низ боровата шума, доаѓа до Лабино, од каде еден крак слегува кон плажата Лабино, а другиот крак води кон Воска, кон Грашница, местноста Грашница, од тука према градска плажа, се до младинскиот центар, а во наредна фаза ќе продолжи до извидничкиот центар. Другиот крак од Лабино продолжува, значи, по источната страна и западната страна на Охридското кале, се движи низ многу живописни предели од кои што навистина застанува здивот, особено на Зајдисонце, она што го сакаат и охријани и гостите кои што доаѓаат да престојуваат во Охрид, и завршува се до црквата Свети Јован Канео. Можам да кажам дека го споделувам задоволството од реализација на овој проект и ја користам ова прилика за благодарам за сите оние кои што учествува во изведувањето на целокупниот проект, значи од идеја до реализација. Се надевам дека охријани ќе уживаат во ова што го нуди оваа патека, а исто и гостите кои престојуваат. Тука реков дека првобитниот фидбек ни е одличен. До сега не наидовме скоро на ниеден двојбен, а камоли лош коментар, и тоа е доволна потврда дека граѓаните со консензус го одобруваат овој проект и се задоволни од овој проект, односно уживаат, и тоа во исто време за нас представува еден поттик или мотивација дека ваквите проекти треба да продолжат и понатака да се градат во Охрид, бидејќи тоа и беше нашата замисла на почетокот на мандатот, кога планиравме да градиме пешачки и велосипедски патеки, рекреативни зони и плоштади, бидејќи идејата е многу поширока отколку изградба на градежен дел, односно градежнички работи на реализација само на една патека. Идејата е многу похумана, идејата кореспондира со традиционалните вредности на охријани и со општите етички вредности на охријани. Целта беше да во ова време, со години назад, кога граѓаните, кога настана трансформација на општеството во Република Македонија и секаде на просторите на поранешна Југославија, и кога луѓето на некој начин се затворија во себе, ни требаше да најдеме начин преку нашите надежности и ингеренции да создадеме нешто поради кое што луѓето ќе излегуваат надвор, ќе се рекреираат, ќе спортуваат, меѓутоа главната цел е да луѓето заеднички се дружат, да луѓето заеднички споделуваат животни искуства, да луѓето помеѓу себе почнат да комуницираат и да градат доверба меѓу себе, она што всушност представува и да споделуваат, се разбира, во крајна линија и солидарност, односно традиционални вредности кои што ги одликуваат охријани и граѓани на Република Македонија. Тоа беше целта за изградба на овие патеки и рекреативни зони во Охрид. И мислам дека успеавме, а задоволството на граѓаните е најдобра потврда дека ваквите проекти треба да продолжат во иднина, и тоа не само во Охрид, туку и на секаде.